Ниските температури проследени со врнежи од снег представуваат сериозна опасност по здравието на граѓаните. Изложеноста на ладно време може да придонесе за појава на различни респираторни состојби, а во најлош случај и премрзнување, односно хипотермија. Дополнително мразот низ улиците може да доведе до скршеници. Имајќи ги предвид опасностите кои ги нудат ниските температури, лекарите советуваат како неефикасно да се заштитиме од студот и негативните последици од зимата. Лекарите исто така апелираат посебно внимателни да бидат и работниците, чија што работа се одвива на отворено и да ги применуваат заштитните мерки при неповолните временски услови. Значи треба да користите топли напитоци, во вашите домови да биде доволно загријано, да се покривате, да се облекувате топло кога излегувате надвор, да не престојувате доволно долго надвор и да внимавате кога е многу ладно, посебно во услови кога има ветер, уште повеќе се намалува температурата, да не бидете надвор на отворено. Уште една многу важна препорака за периодов, поради тоа што има замрзнати доста површини, да се внимава, посебно кај возрастните, имаме многу често фрактури, односно скршеници, посебно кај возрастните, постарите луѓе, многу потешко зареснуваат овие фрактури, многу е посложено лечењето, па би апелирала, ако се во можност, и да не излагаат овој период. Исто така би дала осврт и на овие вирусни инфекции, посебно на короната, што многу често се јавува овој период. Значи, пак истите препораки, да бидеме вакцинирани, да носиме маски, дистанца, да не се дружиме во затворени простори, да избегаваме периодов, значи да бидеме изложени на овој вирус на било кој начин. Според информациите пак од Управата за хидрометеоролошки работи, студеното време ќе продолжи и во наредните денови, со мал пораст на дневните температури, а на некои места ќе има појава и на голомразица, поради што се апелира да бидат внимателни и возачите.